На 15 јули 2019 година редовното обвинителство ја отвори истрагата Рекет. Прво осомничен е Бојан Јовановски алијас Боки 13, затоа што од ноември 2018 до април 2019 нудел услуга за парична награда. Прво осомничениот, искористувајќи го своето влијание врз јавен обвинител, влијал да се изврши действие со кое во истражна постапка ќе се олесни положбата на едно осомничено лице во таа постапка. Веднаш се дозна дека рекетираниот е бизнисменот осомничен во предметот на СЈО Империја, Јордан Камчев. Јавниот обвинител кој требало да ја заврши услугата е специјалната обвинителка Катица Јанева. По само 3 месеци од истрагата дојде и обвинението против Боки 13, Зоки Кичеец и Катица Јанева. За себе прибавила имотна корист во значителен износ, и тоа во предмети: мебел во износ од 296.000 денари и пари во износ од 50.000 евра. Додека фокусот на јавноста подолго време е на Рекет 360 степени провери. Што се случува со истрагите на СЈО, меѓу кои Империја, случајот што требаше да ги урне матните офшор сделки, за на крај да го урне СЈО. Ударна вест на медиумите во последните 2 недели беа случувањата околу предметот Рекет. И додека очите на јавноста следеа кој кога ќе даде исказ, кога ќе изврши увид во доказите, кому му се слошило, се случи друг настан индиректно поврзан со Рекет. Во службениот вестник со број 203 од 3 октомври објавени се 3 нотарски огласи. 3 компании директно поврзани со сведокот во Рекет, а осомничен во Империја, Јордан Камчев, заложуваат движен и недвижен имот за обезбедување на револвинг кредит од Комерцијална банка АД Скопје во висина од 6 милиони евра. Или попрецизно, компаниите Орка Холдинг, Кара и Аџибадем Систина под залог ставаат 1544 метри квадратни деловен простор во ТЦ Олимпико во Скопско Тафталиџе, подвижни предмети во собственост на Кара АД и Аџибадем Систина, но и идни побарувања проценети на 392.500 евра врз основа на договор меѓу Аџибадем Систина и Фондот за здравство, склучен на 1 јануари 2019 година, за услуги за биомедицинско помогнато оплодување. И идни побарувања проценети на 4.607.500 евра врз основа на договор меѓу Аџибадем Систина и Фондот за здравство, склучен во јануари 2014 година, и 3 анекси на основниот договор, склучени од јануари до јули годинава. Со други зборови, дел од обезбедувањето за кредитот се пари кои Аџибадем Систина ќе ги добие во иднина од државниот буџет врз основа на договори и анекси потпишани со актуелната власт, и тоа откако беше отворена истрагата Империја. Ништо од ова не би било вредно за споменување ако не се знае дека кога во ноември 2018 година СЈО ја отвори истрагата Империја, Јанева побара и замрзнување на дел од имотот на фирмите на Камчев. Забраната остана и откако Катица Јанева замина во притвор. Се е замрзнато и ништо не е одмрзнато. На прашање на 360 степени од редовното обвинителство кое по трансферот е надлежно за Империја, објаснија дека имотот кој е ставен под залог не е замрзнат. Забраната се однесува пред се на отуѓување на уделите кои Орка Холдинг ги има во други фирми. Но и покрај тоа, на залогот гледаат како на знак дека Империја и други истраги на СЈО не смеат да се запостават. Шефот на обвинителството Љубомир Јовески тврди дека се работи на Империја. Токму поради итноста на одредени действија, тоа е една од ретките истражни постапки преземени од СЈО, кои се распоредени кај конкретен јавен обвинител. Јовески уверува дека ќе продолжи работата и на другите истраги од СЈО. Тие предмети се уште се во фаза на работа. Ниту еден предмет не е затворен, било со изјава или со поднесување на обвинение. Во овој период по преземањето на предметите, обвинителството беше насочено приоритет да им даде на предметите кои што се во фаза на судење, за да не доаѓа до одложување на рочиштата пред судовите, а додека сега во натамошниот период ние ќе посветиме поголемо внимание на овие предмети. Посредно дали можам да заклучам дека еве на пример предметите против актуелни функционери како на пример против Бујар Османи или против лидерот на Дујали Ахмети или против делот раководството на МРТ се уште се живи. Ние во делот на предметите никаде не поаѓаме од лицата или функциите према кои ги имаат овие лица спрема кои се водат предметите. Според тоа,
уште еднаш нагласувам сите оние предмети по кои постапувало тоа обвинителство, ние повторно ќе ги разгледаме и ќе одлучиме какво натаму ќе се постапува по овие предмети. Иако начално пристапот е идентичен кон сите преземени истраги од СЕО, сепак видлив е различен однос на јавното обвинителство од случај до случај. Од 19 истраги на СЕО, 15 се уште не се распределени кај обвинител. Такво нешто е направено за 4 предмети кои повторно се доделени на обвинители кои беа дел и од СЕО. Тоа се Империја против бизнисите на Јордан Камчев, Сашо Мијалков, Цветан Панделевски и други, која води обвинителката Лиле Стефанова. Поштенска банка, предмет за приватизацијата на банката, која води Бурим Рустеми. Актор против Никола Груевски и други за изборот на изведувач за автопатот Демир Капија Смоквица, која води Гаврил Бубевски. Друмарина за патните трошоци на Силвана Бонева, истрага која води Арта Најро. Во овие предмети првенствено ќе им дадеме да ги застапуваат обвинителите кои досега постапувале, но ќе побарам и мислење од колегиумот на јавното обвинителство. Мислам дека заради сложеноста на овие предмети, неопходно е да се вклучат и други обвинители во овие истраги, но ова прашање ќе го разгледаме заедно со колегиумот на јавното обвинителство. Кому да му се доделат истрагите на СЕО ќе биде полесна одлука за колегиумот на јавното обвинителство. Далеку поголем проблем представува начелното правно мислење на Врховниот суд, според кое СЕО не е овластен тужител за предметите за кои не е поднесено обвинение до 30 јуни 2017 година. Според законот за СЕО, Јанева и Тимот имаа 18 месеци да поднесат обвиненија по приемот на предметите од редовното обвинителство, што се случи во декември 2015 година и приемот на бомбите од СДСМ на 30 декември 2015 година. Рокот од 18 месеци за поднесување обвиненија им истече на 30 јуни 2017 година. Според начелното правно мислење на Врховниот суд, утврдено во јануари годинава на општа седници со огромно мнозинство, сите истражни и предистражни действија по 30 јуни 2017 година СЕО ги преземало како неовластен тужител. Поради тоа, редовното обвинителство сега ќе мора да одлучи како ќе се постави кон мислењето на Врховниот суд. Тоа може да значи дека обвинителството повторно ќе мора да собира одредени докази, искази, вештачења, кои биле обезбедени од СЕО по 30 јуни 2017 година, за тие да бидат од овластен тужител. Ние прво ќе разговараме околу тоа што значи преземањето на действијата после 36 и доколку сметаме дека определени действија во предметот треба да се произведат, надлежниот обвинител на кој ќе му се додели предметот ќе треба да ги преземе тие действија и предметите да се доведат во завршна фаза за донесување на јавна обвинителска одлука. Го прашавме Јовески и што ќе значи тоа за истражните постапки на СЕО кои можеби не биле ниту во предистрага, кога измина рокот од 18 месеци за поднесување обвиненија. Повторно ќе ви речем, не може овие прашања да се генерализираат во делот на сите предмети. Можам да кажем дека секој предмет конкретно ќе се разгледа, во секој предмет ќе се утврдат изведените докази и понатаму кои докази, кои факти, кои околности треба да се испитуваат во конкретниот предмет, за да може да се соберат толку докази да може да се донесе јавна обвинителска одлука. Токму истрагата за Империја е една од последните на СЕО и според упатени извори предистражната постапка за овој предмет е отворена по 30 јуни 2017 година. Ако државното обвинителство одлучи да го следи правното мислење на Врховниот суд, известно е дека тоа ќе значи повторно прибирање на доказите во предметот. Од начинот на кој јавното обвинителство ќе се постави пред начелното мислење на Врховниот суд, ќе зависи и дали откако Империја ја урна Јанева, обвинителството ќе успее наскоро или кога било да ја урне Империјата.